Бидејќи вака се прогнозира од страна на представници од највисокиот врв на партијата, дефинитивно тоа покажува дека тие воопшто не се сигурни во апсолутна победа и дека знаат точно граѓаните што гледаат, што чувствуваат и свесни се дека нивниот рейтинг паѓа и свесни се и дека сето она што го ветија не го исполнуваат пред граѓаните, па сега се служат со едни популистички наративи со кои што наводно ќе кажуваат во јавност како тие се апсолутните победници, затоа што гледаат дека СДСМ е организирана партија, дека СДСМ сериозно се подготвува за локалните избори и дека навистина ќе ги понуди пред граѓаните најквалитетните кандидати кои што ги има во своите редови. Зошто повторно ја пласирате дека СДСМ како партија ќе пропадне, тоа ќе се случило после локалните? Па ние постојано слушаме од ВМРО ДПМН, ако се вратиме во минатото, ги лажеа и граѓаните дека Европска унија ќе се распадне и дека нема потреба земјата да биде членка на Европската унија, дека не мора да го бираме тој пат, иако и таа е партијата која што во собранието пред повеќе од 30 години гласала како стратешка цел земјата да стане членка и на НАТО и на Европската унија. Сега ги слушаме повторно со такви прогнози дека ќе се распадне партијата, како што кажав повторно, што повеќе гледаат дека СДСМ нуди квалитет и дека ќе понуди кандидати кои што навистина се квалитетни и ќе работат за интересите на граѓаните, како што впрочем досегашните градоначалници од редовите на СДСМ го покажаа тоа, дека работат во интерес на граѓаните, така ВМРО ДПМН ја пласира оваа теза, обидувајќи се да наметне некаква слика, некаква перцепција во јавноста, дека тие се тие апсолутните победници, а точно знаат во своите редови дека работата не им е баш добра. Ви благодарам и вам.